Дај лошите искуства од претходните години кога граѓаните мораат да поминат трнлив пат за да се снабдат со огревно дрво, кое уредно си го платиле во подружницата Осогово, ќе се повторат и оваа година, ќе покажат наредните 7 месеци. За сега состојбите не се особено оптимистички, бидејќи едниот од двата начина за снабдување на граѓаните е блокиран поради неуспешно спроведената тендерска постапка. Сепак директорот Орце Димитров е оптимист дека проблемите се решливи и дека подобрата организираност ќе даде резултат. Оваа година малку поорганизирано настапивме во планирањата и начелно во делот на испорака на огревно дрво. Значи согласно со заклучно со 28 февруари ние ги склучивме овие договори што се со правни субјекти, тука се пензионерските организации и синдикалните организации и можам да се пофалам дека имаме склучено така поприлично добра количина. Тоа е некаде околу по народски кажано околу 7500 до 8000 метри просторни огревно дрво. Значи таа бројка е обезбедена и ќе биде испораката на истото тоа огревно дрво ќе биде од шума, односно од шумско-камионски пат. Подружницата ќе врши редовна испорака до граѓаните кои имаат договори преку правните субјекти, бидејќи огревот ќе се носи директно од шумите, а количините кои ќе одат преку стовариштето ќе се дистрибуираат со посебна динамика. Во овој месец, значи од почетокот на месец март, ќе почнеме со регулирање на испорака на огревно дрво на физички лица, кое што ќе биде од складот на потребницата и ќе одеме етапно, нема да биде како минатата година стихино, за да можеме количината која што ќе биде произведена на време да биде испорачена према граѓаните. Така да секоја количина, секоја дрвна маса која што ќе биде произведена, ќе гледаме во период од најмногу 2 до 3 месеца да биде доставена до граѓаните. Инаку во Кочанската подружница на македонски шуми покрај објективните никој не ги негира субјективните причини за проблематичното снабдување со огревно дрво. Своевидна потврда за тоа е фактот дека дел од работените подолг период добиваат само 70% од платата. Во делот на објективните проблеми секако е фактот дека Кочанската подружница има несоодветно мал шумски фонд во споредба со помалите соседни општини.